председателе, почитуван главен државен ревизор, почитувани колеги пратеници. Еве трет ден како дискутираме околу конечниот извештај за извршената ревизија на финансиски извештаи и усогласено за 2021 година на јавната здравствена установа Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија Скопје. Од она што во овие 3 дена се зборуваше и можеше да се слушне и од пратениците претходно кои дискутира и од почитуваниот главен државен ревизор, многу јасно стана и на нас пратениците, но и на македонската јавност што се случувало на оваа клиника во изминатите години, како се проневерувале средствата, како се злоупотребувале средствата на клиниката и она што е најстрашно и најлошо е како се злоупотребувале и пациентите и нивните животи. И на крај, тие пациенти ваквото работење, односно неработење, ваквиот криминал го платиле со своите животи. За да не дојде до оваа состојба, требало јавното обвинителство многу брзо да постапи, веднаш после објавувањето на овој извештај од Државниот завод за ревизија, државниот јавен обвинител требало веднаш да постапи и да го расветли овој случај. Но очигледно дека тоа не се случило, се до моментот додека овој скандал не излезе во македонската јавност од страна на новинарите кои што го актуализира овој случај, па потоа побрза јавното обвинителство да отвори случај и во тој случај да признае дека иницијатор за поведување на оваа постапка, на отворање на случај во јавното обвинителство било новинарските извештаи, а не извештајот од Државниот завод за ревизија, што е еден голем пропуск и доказ за тоа колку нашето јавно обвинителство несовесно, да речам, си ја врши својата работа и оставило еден ваков случај, едно вакво масовно убиство, да речам, на пациенти да помине, уште неколку месеци, 6 месеци после објавувањето на овој извештај од Државниот завод за ревизија, зашто сакам да ви честитам како институција за еден ваков транспарентен и професионален извештај, кој што, како што кажав, бидејќи не сите доаѓаме од оваа сфера, но е толку јасно образложено во овој извештај, што на сите ни стана јасно што се случувало за жал во клиниката во која што се лечат најтешко болните. Јас можам само да ви се заблагодарам што постоите како институција и што постоите како тим, за да може објективно вака да добиваме извештаи и да ни е јасно во кој правец ни се движи државата. Доколку јавниот обвинител имал желба да го разгледа овој ваш извештај, не требало целиот да го прочита, само резимето да го прочитал, ќе му станело јасно за што станува збор и што е неговата функција и работа што треба понатака да ја сработи. Затоа што таму многу јасно е кажано дека Државниот завод за ревизија
изразува неповолни фактури за набавка на лекови и медицински материјали. Понатака, сметсководствената и материјалната евиденција на залихите не се усогласени и истите не се потврдени со состојбите по спроведениот попис, а до фондот е фактуриран потрошок на лекови во дневна болница на износ понизок од евидентираниот потрошок во материјалната евиденција. Исто така потрошокот на биолошка терапија во износ од 649.141.000 денари, кој настанал во периодот од април 2021 до декември 2021, е евидентиран на крајот од годината од причини што лековите се набавувани на реверс и за истите не била формирана цена, и со тоа во делот спроведените постапки за јавни набавки е констатирано несоодветна примена на Законот за јавни набавки. Понатака, Државниот завод за ревизија после овие забелешки издал и препораки, кои што за жал тие препораки останале само на хартија, не се презело ништо и затоа сме сега тука каде што сме да разговараме за овој извештај на Државниот завод за ревизија, во кои препораки е кажано дека во постапките за сервисирање на опрема за која економските оператори имаат монополска позиција, ексклузивното право се склучуваат договори за целосен сервис, при што не постои можност да се спореди, односно утврди реалноста на исплатените средства во однос на обемот на извршените услуги. Набавен е линеарен акцелератор од страна на Министерството, кој до денот на вршење на ревизија не е ставен во употреба од причина што клиниката не располага со соодветен простор во кој истиот би можел да биде инсталиран. Околу овој акцелератор понатака во извештајот може да се види дека овластениот сервисер на акцелераторот до клиниката испратил известување во кое се наведува дека поради долгиот временски период на чување и истечената гаранција на апаратот не е во можност да се предвиди висината на трошоците кои би настанале за негово инсталирање и пуштање во употреба. Дополнително се наведува дека поради големата неизвестност и ризик не постои можност да се даде разумна понуда само за инсталација на наведениот акцелератор, поради што до клиниката се дале два решенија за оптимизирање и обновување на делот за радиотерапија, а тоа е едната опција инсталација на акцелераторот кој се чува во магазин и дополнителна набавка на нов во вредност од 2,5 милиони евра или набавка на два нови акцелератори во замена за акцелераторот кој се чувал во магазин во вредност од 5,2 милиони евра. Сега тука се поставува едно прашање кое што, еве доколку може почитуваниот главен државен ревизор да ни објасни на сите нас тука колкава е штетата што е настаната од неинсталирањето на овој акцелератор. Може да е тоа финансиската штета да ни ја објасните, затоа што штетата што е настаната по здравјето на граѓаните е секако голема од неработењето на еден таков значаен апарат кој што многу пациенти го чекале да биде инсталиран, но за жал тој акцелератор е оставен во магазин, се со цел да може понатака главните добавувачи да направат некоја нова сделка, некои нови средства да се испумпаат од буџетот, не водејќи сметка за здравјето на граѓаните, на луѓето на кои што им е насушно потребен тој акцелератор за нивното здравје. Понатака, за сите овие случувања што се случувале во оваа клиника, јавниот обвинител кажа дека
во истрагата, или министерот беше дека во истрагата се опфатени 7 луѓе, што секако мислам дека за еден ваков скандал, за еден ваков криминал, мислам дека бројката од 7 луѓе е многу мала и дека не може 7 луѓе да организираат ваков масовен криминал од кој што масовно се оштетувале, да речам, пациентите и нивното здравје. И она што е најстрашно и најлошо, и тие 7 луѓе се уште одат на работа, не се суспендирани и секојдневно се појавуваат на работа и ги извршуваат се уште нивните работни обврски. Може да замислите, после објавување на овој скандал, која е основната работна задача која што ќе ја имаат овие луѓе во овие клиники, а тоа е да ги прикријат трагите, да го прикријат криминалот што се случувал во оваа клиника, затоа што им гори под нозе. И тоа ќе е нивна основна задача работна секој ден, да можат да ги прикријат овие скандали, што мислам дека не може да се сведе истрагата само на овие 7 луѓе. Овде треба да има поодлучна и пообемна истрага и да се офатат многу повеќе луѓе, многу видни и важни луѓе кои што давале одобрение да се ова се случува, треба да се опфатени во оваа постапка. Во оваа клиника се набавувале, како што кажав, се вршеле набавки на реверс, што е недозволиво во една држава да се набавуваат лекови на реверс, а понатака да се објавува јавна набавка, па таа јавна набавка да ја добие баш тој кој што ги издал тие лекови на реверс. Еден човек одлучувал за тоа кој ќе ја добие таа биолошка терапија и кој ќе продолжи да живее, а кој ќе треба да умре. Тоа е недозволиво во една држава да дојдеме да некој изиграва Господ во оваа држава и да одлучува на своја волја кој ќе добие терапија, кој не. Тие луѓе им е најпотребна помош на сите, од еден до последен. Не може да се врши селекција субјективна од страна на еден доктор или еден човек да се одлучува кој ќе ја добие таа скапа биолошка терапија. Пописот во оваа институција и злоупотребата на оваа терапија што се спомнува тука сите овие денови, како што кажа и државниот ревизор, ја вршеле истите луѓе кои што ги злоупотребувале тие терапии, односно кои што ги препродавале и крадале таа терапија. Истите луѓе вршат попис и тоа е кадија те тужи, кадија те суди, баш како што кажа главниот државен ревизор. Овој ревизорски извештај е најголемиот доказ за тоа што се случувало, за сиот криминал во оваа клиника и во сите други клиники каде што државниот завод за ревизија има извршено ревизија, најголем доказ за сите криминали кои што се случувале во баш за оваа клиника за која што зборуваме. Па така, обвинителството доколку било заинтересирано да го реши овој случај, нема потреба од, бидејќи нели обвинителката, не знам, слушнав, нели имаше изјавено дека ќе барале независно вештачење. Подобро вештачење од овај извештај, од ова што го има направено државниот завод за ревизија нема. И нема потреба од никакво дополнително вештачење независно. Знаеме какво ќе биде тоа независно вештачење од после овој извештај. Доколку некој сакал да постапи и сакал да го расветли овој случај, доволен беше овој извештај и по овој извештај, по оваа институција, односно Државниот завод за ревизија да поднесе обвиненија и да го прекине овој случај. Со тоа што јавниот обвинител не поднел
никакво обвинение, тоа повлекува кривична одговорност и за јавниот обвинител за непостапување. Затоа што со неговото непостапување во време траење од 6 месеци или 5 месеци колку има од објавувањето на овој извештај до денот кога поднесе предмет, за тие 6 месеци можеше да се спасат многу човечки животи. Многу пациенти да не бидат изложени во оваа клиника на уцени и на подплаќање за да ја добијат таа терапија. Тоа ќе се спречеше многу порано, барем 6 месеци, во тие 6 месеци ќе имаше многу повеќе луѓе кои што ќе се спасеа од овој криминал што се случува во оваа клиника. И доколку беше тука јавниот обвинител, ќе го прашав, бидејќи останатите прашања гледав во претходниот ден кога беше тука, не одговори ниту едно конкретно прашање што му беше поставено, па ќе го прашав дали има грижа на совест за сето ова што се случува, односно за неговото непостапување. Бидејќи од неговото непостапување, како што кажав, зависи нечив живот. И после објавувањето во медиумите на овој скандал, од тогаш имаме 45 дена, ние се уште немаме обвинение. Се уште се тактизира, се уште се калкулира, независно вештачење, вакво вештачење, такво вештачење, тие луѓе се, тие не се. Се уште немаме разрешница. И како сакате понатака граѓаните да имаат доверба во ова јавно обвинителство, и тие 3% што ги имаат како доверба, и тие 3% им се многу. Затоа што секој дневно ги гледаат овие скандали, а нема никаква разрешница на истите. За овој случај со онкологија, министерот Сали на анкетната комисија кажа дека што ја чепнал онкологија, веднаш почнале притисоците и за тоа реферирал на влада. Го известил на премиерот, зашто и премиерот бил запознат за сето ова што се случува на онкологија. Но од тогаш до сега гледате дека од владата и од премиерот нема никаква реакција. Затоа овој случај мора да има разрешница. Покрај кривична одговорност треба да има и политичка одговорност. За ова убиство мора да има одговорност. Мора некој да одговара, а се знае од каде оди. Од тој што е прв во оваа држава и кој што одлучува, а бил запознат за случувањата, а не презел ништо. Политичката одговорност треба да оди од премиерот до министрите надолу кои што биле запознати и можеби дел и учесници во овој скандал. И за крај имам уште две прашања до главниот државен ревизор, а тоа е дали ДЗР има податок колкава е штетата што е направена од пописот, односно колку од таа биолошка терапија е злоупотребена, односно колку од таа биолошка терапија се набавила, а не се аплицирала, односно не се дала на пациенти, туку завршила некаде надвор. Доколку може да добијам таков податок. И она што вака најмногу ме интересира, бидејќи доколку некој сакал да реагира за оваа состојба на онкологија, најголем показател беше тој графиконот каде што јасно се гледа средствата за условен надоместок како се движеле. Па така од 2017 година од 3.556.000 денари стигнале во 2021 година на 481.589.000 денари. Значи, во неколку години овие средства енормно порастели. Па ме интересира дали зголемувањето на средствата за условен надоместок за периодот од 2017 до 2021 година
Согласно евиденцијата која што ја има онкологија за пациенти, се должи на зголемен број на пациенти заболени од рак или се должи на нешто друго, како случајот што излезе во јавност дека пациент што починал во 2014 година, почнал да се лечи повторно во 2022 година. Дали зголемувањето на овие средства се должи на такви фиктивни пациенти кои што се воделе на клиниката за онкологија или пациенти кои што се лекувале во одреден период на онкологија па се испишувале на домашно лекување за кои што клиниката понатака не добивала информација за нивната здравствена состојба, односно дали тие пациенти во меѓувреме починале, па се уште ги воделе како пациенти. Дали зголемувањето на овие средства се должат на такви манипулации и проневери на ова биолошка терапија. Како што кажав, овој скандал мора да има име презиме, мора да има кривична одговорност, мора да има и политичка одговорност која што треба да одговараат и премиерот, и министрите, и директорите, и сите кои што биле вклучени, биле запознати со овој случај, а од никој немало никаква реакција, за жал, до денот до кога новинарите го обелоденија овој случај. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас, колега Аџиевски.